Едниот гостин го испративме, ама се уште сме во истиот штим, наштимани на фреквенција на музиката, на хармониката и на нашата битола. Нашиот следен гостин исто така ја има музиката во срцето, ја има хармониката како негова најголема придружничка и ја има битола на секаде каде што патува низ светот. Димитар Митровски, добре ни дојде во утринската на Алфа. Добро ве најдов. Еден поздрав до сите гледачи. Поздрав исто до тебе, Сузана, и фала ви за прекрасната најава и за вашата покана. Так, ти благодарам и тебе што ни ја направи оваа недела музичка и што заедно со Николче кој што го испративме, денеска го ставаме на пиедестал, еден од најубавите инструменти кој што беше инструмент број 1 и во моето детство, ама верувам дека и во детството на многу деца од поновите генерации, иако се сменија трендовите, се сменија интересите, се сменија многу нешта со напредокот на технологијата, но верувам дека оние кои што го имаат музичкиот талент во себе, особено во гените ако го носат, едноставно не можат да одолеат на нешто како што е инструментот хармоника. Од кога почна ти да го свириш? Точно така. Јас почнав од 3,5 годишна 3,5 годиш, па зар си можел тогаш да 4. држиш хармоника? Па да, сум имал некоја мала хармоника. Да, потекнувам музичка фамилија, од мојот татко е музичар, мојата сестра и покасно сум почнал на приватни часови кај професорот Кирил Сточевски, во овој момент сакам да го поздравам. И работам активно, снимам, градам кариера. Браво! Само 23 години има инаку нашиот денешен гостин, многу млад по возраст, но многу зрел по искуство. Веќе 3 албуми со авторска музика има позади себе. Секоја чест. Кога го сработи првиот проект? Првиот албум беше на моја 16 годишна возраст. 16 години, да. Браво, браво. Имав 16 години, вториот на 19 и сега го работам третиот. Оваа композиција која ја промовираме сега е втора композиција од мојот трет албум, па се надевам дека на 2-3 месеци ќе излегва секоја наредна композиција. Она што ме восхити кај тебе и ме израдува, бидејќи амбициозните музичари, воопшто амбициозните луѓе ми се секогаш предизвик да ги анализирам, е тоа што ти ја носиш музиката со една многу интересна енергија, тоа што комбинираш едни многу спротивставени жанрови и ги пакуваш во една таква обвивка да навистина и да немаш интерес и да никогаш не си слушнал порано таква музика, едноставно добиваш желба да ја слушаш повторно и уште еднаш повторно да го вратиш видеото назад. Од каде поривот и од каде идејата да комбинираш жанрови кои навидум се неспоиви? Па види, мојата прва композиција од овој албум што е Latino Game, таа ја промовирав пред неколку месеци. Со таа композиција го насочив албумот во кој правец ќе се движи. А иначе имам инспирација од во моментот се твори таква музика низ цел Балкан и мора да сме во тренд и да работиме нешто такво, значи од многу стилови спаковано во едно и мислам дека звучи интересно и народот многу добро го прифаќа тоа. Да не е тоа стандард класично оро за хармоника, пошто мојот прв албум е веќе таков. Сега се одлучив да снимам нешто скроз поразлично. Да, кога би требал да се определиш, дали од финансиска гледна точка, дали од кариера да градиш на одреден жанр еден само, што би било тоа? Би можел ли да се определил само за народна музика или само за нешто што е модерна комбинација на повеќе жанрови? Па види, народната македонска музика ја сакам, значи со таа музика ја се израснав, ама го сакам и тоа што е однадвор. Значи не сум ограничен со некој жанр на музика, дека тоа не слушам, дека тоа не свирам, значи слушам се, свирам се и не можам да се определам конкретно што би свирал. Јас и на кај би се насочил. Браво. Постојат ли трендови, постојат ли некои брендови на хармоники кои вака би ги издвоиле, кои важат за престиж, важат за врв во светот на хармониката? Како инструменталисти? Како инструменталисти, да. Па ете, постојат, да, има тука на Балканот кои го работат ова, ние што го работиме, Петар Ралчев, Јоника Минуне, Лелоника, значи тие се врвни инструменталисти, концерт мајстори и јас имам чест да се познавам со еден од нив и имам личен контакт. Така да
учиме од нив и одиме на некој начин по постапките нивни. Така. Човек учи додека е жив. Точно Верувам така. дека таа лекција некој ти ја кажал, ти ја пренел и гледам дека учиш и дека сакаш да напредуваш. Видов колку топло се поздравивте со Николче Мицевски и дека и без разлика што сте голема разлика во возраст, знаеш дека секогаш можеш многу да научиш од него и секогаш да побараш вистински совет. Николче си го почитувам премногу и ми е чест и задоволство што го познавам. Така, и баш што сте имам денеска во имам иста прилика емисија. да се дружам со него, да пиеме кафе, го знаеме тоа редовно да си го правиме и така. Како се гледаш себе си во контекст на некоја блиска иднина, со кои звезди, со кои имиња би сакал да можеш да соработуваш на сцена заедно? И Николче имаше привилегија и се уште има привилегија да работи со најдобрите од овие простори. Па не знам, се надевам дека и јас во иднина ќе работам со најдобрите. Значи, сакам и сега да се пофалам дека сум новиот член на оркестарот Dream Team. Браво. Значи со едни врвни инструменталисти, врвни професионалци. И многу искусни на сцената со години. Точно така, да. Ти посакувам со нив да го прошеташ светот и да им покажеш колку добри инструменталисти и колку добри музичари имаме. Ние, бидејќи Македонија е вистински расадник на музички таленти, а па за Битола веќе да не зборуваме. Значи, ако почнам уште еднаш да повторувам, може да ме сватат гледачите погрешно и дека само ние се фалиме, ама всушност ние не се фалиме, зборуваме факти дека во Битола на вистина низ годиниве и пред мене, и после мене, и околу тебе, околу твојата возраст, ти си 99-та година во минатиот век, во крајот на минатиот век си роден, се појавија на вистина звучни и големи успешни музички имиња. Така. My Way е нешто што мене ми остави силен впечаток. Кажи ми, која беше инспирацијата за оваа композиција? Па не знам, таа композиција ја правев за време на короната. И добро ти дојде пандемијата и она повлекување на луѓето внатре кон себе? Имав поќе време да работам, да вежбам, да компонирам. И ми дојде добро. И се одморив како што треба, ама имав желба да прекини тоа. Да почнеме Сите да се имавме дружиме, потреба да си ја вратиме слободата да... назад, посебно ние музичарите, така? Да, точно. My Way е композиција која одлучив да ја работам со Дамир и Мери. Значи, аранжманот е негов. Исто и мене ми е многу драга композиција, ама таа композиција нема да ја вметнам во овој трет албум. Таа композиција ќе си има посебно место? Да, посебно место во некој нареден албум, Здравје. И во кој ќе биде цел стил таков. Се надевам дека за неколку години, да. Едва и чекам кога ќе дојде тој ден. Што содржи овој трет албум? Какви се композиции содржи? Па во моментот договарам да ја снимам мојата трета композиција, па како што е кабаре, како што е латино гейм, значи има латино, самба, нешто джез, ете на последната композиција јас импровизирам джез. И сите композиции ќе бидат во тој стил. Браво. Значи нема да одам на страна од тоа. Тој албум ќе го запечатам со таков стил на музика. Да. Джезот како жанр спаѓа според мене во еден од најтешките правци, со непрестани синкопи, со една моќна импровизација во која неретко импровизираш на лице место и речи си никогаш два пати истото не можеш да го повториш и да сакаш да го повториш два пати истото, ретко се случува да го направиш тоа. Колку вежбање е неопходно да се постигне таа голема виртуозност при свирењето, особено што сите овие композиции твои кои што јас ги преслушав се во екстремно брзо темпо? Па добро, да. Според мене не се битни сатите за вежбање. Битно е 1 сат да извежбаш, ама да извежбаш со голема концентрација, пошто мене ми нема логика да ја земам хармониката да свирам 5 сати ако немам јас концентрација. Се знае еден човек има концентрација за вежбање од сат до 2. После мора да направи пауза. Па од прилика толку, 3-4 сати нека биде дневно. Значи за да постигнеш некој успех. Така, што е потешко да се свири, джез или фолк? Па не можам се да кажам. И таа музика си има своја тежина и другата. Кажи ми нешто повеќе околу инструментот. Колку е инструментот напреднат во технолошкиот развој? Порано постоеја оние хармоники само со клавиатура. Потоа се воведоа копчиња
ги заменуваат црно-белите дирки. Каков е трендот сега на сегашните хармоники кои што се произведуваат? Па сега хармоники се произведуваат многу, еве јас хармониката што ја свирам во моментот, ја прави мајстор од Охрид. Значи, наш македонец, треба да биме горди на него, таа е прекрасен инструмент. Ова е одлична информација да направиме прилог, ќе ни дадеш податоци од тој мајстор и ќе го посетиме. Да. Треба да се посети, значи, тој мајстор. И? Хармониката е совршено направена. Значи, е на ист ранг со тие хармоники што се легендарни Гуерини. И јас одлучив да ја свирам таа. Браво. Колку чини да се набави еден ваков добар, квалитетен инструмент како овој што ти го свириш? Па, секој инструмент има посебна цена. Значи, овој инструмент е отприлика од 5 до 6.000 евра. 5 до 6.000 евра? Да, секој бренд има своја цена. Значи, има ли рок на траење тоа? Нешто што се амортизира, нешто што треба да се сервисира, нешто што... Па има со текот на свирењето, гласовите, тоновите се раштимуваат и се носи... Не сум знаела. Да, се носи на штимање? Да, на штимање се носи, да. Не сум знаела. Значи, како и сите останати инструменти со клавиатура, така и хармониката може да се раштима, па да подложи на фиксација, на штимање. Браво. Бара ли некоја соодветна температура, просторија во која треба да ја чуваме, да не е ладно, да не е многу топло, да не е влажно? Па на ладно не се практикува да се чува хармониката, поради тоа може да добие влага и да се расипи повеќе ништо да не биде. Што би им советувал, што би им препорачал на сите деца, би рекла, оние кои што не можат да се определат каков инструмент да свират, а би сакале нешто да се обидат да прашаат, да се советуваат, да се консултираат? Колку е едноставно, тешко, лесно, колку е специфично да ја свириш хармониката? Па вака, според мене, секој треба да се пронајде во некој инструмент. Значи, во тој инструмент што ќе се пронајдат, му препорачувам да го работат, да вежбаат и ќе бидат успешни секако. Така, одлично. Кога да го очекуваме финалното пакување на третиот албум? Па се надевам, здравје Боже, наредна година. Наредна година. Да. Значи, си даваш грейс период до истекот на оваа календарска година да го заокружиш целиот албум. Да. Инаку не е само Николче нашиот претходен гостин, добитник на престижната награда на Битолски весник за најбитолчанец или како беше најуспешен битолчанец за минатата година, туку исто така и вториот наш денешен битолчанец и маестро виртуоз по хармоника е добитник на истата таа награда за најуспешни битолчани, ама 4 години порано, така нели? За 2021. А ти си за 2021, да. Јас мислев дека ти си за 2019. Не. Да. Колку ти импонираат овие награди? Знам дека не се пресудни, знам дека не се најважни од се наградите, ако ние лично не се чувствуваме дека сме ги заслужиле, ама ти импонираат ли, битни ли ти се наградите? Па искрено оваа награда ми е битна, поради тоа што градот мој ја прател мојата кариера, видел дека јас успевам, дека компонирам музика, дека на некој начин сум успешен музичар и со таа награда на некој начин ми даваат мотивација за да јас продолжам со поголемо темпо на работа. Одлично. Градот мој, ама и градот твој, ама и градот мој, да. Тој е нашиот град, градот и на Николча, верувам дека не следат денеска и многу битолчани, е град кој што со години наназад во неговата традиција и во неговиот код го има чувството за естетика, чувството за убава музика, за убавото и град во кој рака на срце па ги имало најбројните клавири, значи немало куќа на Широксока каде што немало клавир, немало пијано домашно. Да, тоа го велат сите податоци на историчарите, на патеписците и на сите оние кои што биле хронолози, хроничари на Битола и град во кој што навистина и ден денеска знаат да се најдат такви примероци на инструменти кои што вредат цели богатства. Колку во твојот град публиката те прима со отворено срце, бидејќи велат дека во твојот град некако публиката те сваќа како со резерва, секогаш подобро те пречекуваат некаде на друго место отколку дома. Го имаш ли ти тоа чувство? Да, го имам приметено во последното што го кажува, секогаш така мислам, не е само за Битола, во сите градови. Да. Но ти си млад. Секогаш се цени тоа што е
од надвор. Од надвор. Да. Ја се надевам дека ти ќе им докажеш низ годините дека тие треба да се гордеат со тебе и со сите останати битолчани кои што создаваат големи и трајни вредности. Многу ми беше мило што денеска споделив убави нешта и за инструментот, и за твоите композиции, и за најновото видео кое што сега ќе го погледнеме, тоа беше Кабаре. И те чекам со информација за кога ќе го финишираме проектот за да можеме да го проследиме повторно, нели? Сакам само накратко да го поздравам Даниел Јовески за овој видеозапис на Кабаре. Одлично. Поздрав еве до соработникот Даниел Јовески.